благодарам за тоа што го одбивте амандманов, заменик министри, и ви благодарам за поканата да ја посетам ЗИП линијата во Крушево. Меѓутоа, јас би ве однесла таму и би ви покажала каква ЗИП линија ветивте, а каква ЗИП линија има. Значи, да, во Адреналинскиот парк во Крушево има ЗИП линија во должина од 100 метри со благ пат, многу поразлична од онаа што е ветена, која треба да биде со должина од 300 до 500 метри. И ќе ви објаснам во понатамошно во мое излагање како треба да изгледа ако зборот беше збор. Значи, целта на овој амандман е поттикната од потребата за развој на нови форми на туризам, во случајов адреналински туризам, за да се дополни постоечката туристичка понуда и промоција на активниот туризам во Крушево, како и да се намали сезоналноста нели и да бидат максимално пополнети капацитетите во текот на 4 сезони. Тоа може да се направи ако на туристите им понудиме повеќе содржини. Бизнис секторот факт е дека си ја знае работата и благодарение на неговите заложби и за жал странските донации без поддршка од државата, Крушево веќе е бренд за параглайдеризам, но факт е дека бизнис секторот има потреба и од државна поддршка. Имено, уште во 2018 година беа ветени 5 ЗИП линии за следната 2019 година и токму од таа причина, заменик министер, бараме да го прифатите овој амандман, кој не е барање само од пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ, туку е и барање од директорот кој што не успел да го исполни ветувањето, оној од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, исто и од градоначалникот на Крушево, на кој еве, иако не се од ВМРО ДПМНЕ, ние немаме дилема дали треба да им обезбедиме средства и доколку се прифати овој амандман, нема да бараме фала да ни рече било кој, туку ќе бидеме среќни ако Крушево и граѓаните на Крушево добијат една туристичка содржина плюс. Иначе, верувам дека знаете, ЗИП линиите не бараат обемна планска документација, иако зборот беше збор, ние и туристите уште од 2019 година ќе се спуштавме по ЗИП линијата во Крушево, чие планирање уште во 2018 година беше во најнапредна фаза. Ако зборот беше збор, оваа ЗИП линија, како што кажав, ќе беше долга од 300 до 500 метри, затоа што уште од 2018 година постоеја две идеи, кои ако се реализираа во 5 години поред од ветеното, веќе заменик министер ќе се имавме спуштено од Мечкин камен или близу од Крушево и пред нас веќе ќе беше отворена панорамата Крушево. Стратешко планирање, ако погледнете стратешко планирање на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за 2024 година, во кој велат дека биле интегрирани предлозите и барањата од туристичката индустрија и за поголем број на активностите пишува дека се донесени заклучоци и одлуки од страна на владата за нивно имплементирање во 2023 и 2024 година, јас би ве прашала како, со кој буџет, со 100 милиони 831.000 денари, ќе ве прашам како е возможно да се реализираат сиве наведени активности, да се интензивира туристичката промоција и поддршка преку државно учество на светските туристички саемски манифестации, медиумски кампањи во Полска, Турција, Србија, Косово, Албанија, Хрватска, Бугарија, Словенија, Романија, Велика Британија, Италија и Словачка, организација на регионален туристички форум, надградба на национална мобилна апликација Визит, не сакам да го продолжам, името не ми се допаѓа, организација на информативни патувања за странски медиуми, како и инфлуенсери во туристичката индустрија, дизајн и изработка за промотивни материјали за национално представување на World Expo
2025 година. Печатење на туристички промотивни материјали за Македонија. Дизајн и изработка на промотивни материјали за активен туризам. Промотивен материјал за македонското нематеријално културно богатство. Дигитализација на туристичката индустрија со платформата e-туризам. Национална туристичка кампања Taste Life во најголемите интернет пребарувачи и социјални медиуми. Организација на B2B средби на туристичкиот сектор во странство, презентирање на инвестицијските можности и туристички потенцијали на нашата земја, изработка на промотивен материјал за развој на верскиот туризам и негова промоција. Пак ќе го спомнам и овде е наведен проектот 50,50 туристички приказни за развој на руралниот туризам, развој на еногастро концепт за развој на винскиот туризам, 10 планински врвови за развој на авантуристичкиот туризам и друго. Јас на вистина не можам да сватам кога нештава ги ставате на хартија, дали сте свесни колку пари се потребни за нив и дали со овој буџет од 1,6 милиони ќе може да се реализираат сите овие работи. Зип линии, да завршам овде, како што кажав, освен за Крушево, беа ветени и за Националниот парк Галичица во Охрид, може би и ја има, јас не знам. Може би сте ја направиле, а да не знам. Во Скопје, општина Карпош и за неколку општини во Источна Македонија, каде наводно во тек биле детектирања на можните локации. Значи, ако во 2018 година биле во тек, треба веќе да се детектирани локациите, ама со оваа власт се е во тек и во најава, така да речи си сум сигурна дека 5 зип линии кои ќе беа готови до 2019 година, ќе ги прави новата власт во 2024 година. Ви благодарам.